Започна реконструкцијата на патниот правец на железничкиот премин кај Стар мост. Локалната самоуправа зафатот го изведува во соработка со македонски железници, а од таму велат дека реконструктивните зафати започнуваат со најфреквентниот премин, кој поради ова е и најоштетен. Где се работи на повеќе од 200 квадратни метри што ќе биде средени и поплочени со бекатон плочки, истовремено вработените од македонски железници си го средуваат нивниот дел во самиот опфат на пругата, додека ние од другата страна ќе следиме истовремено за да го одбегнеме и собирањето на вода и полесно се одвива сообраќај, ќе ги замениме делот и вичјанците. Едноставно тоа е обврска наша да овозможиме што подобар пристап према мостот. Истовремено со асфалтирањето и до завршување на одредена фаза ќе почнеме и на следниот премин на новиот мост, а потоа ќе ги видиме и другите останати премини, како што се на Кирочучу, Превалец, дали ќе има потреби од некои поитни интервенции што треба да се оствари. Реконструкцијата само на овој премин ја чини општината 250.000 денари. Се очекува оваа сума да се зголемува со реконструирањето и на останатите премини. Градоначалникот Чадиев денеска направи увид на работите кај стариот мост, но вели се уште е непознато дали железничките премини ќе добијат и нова сигнализација. Со ниво однос на сигнализацијата имаме разговарано неколку пати по неколку случаи. За сега во градскиот сегмент останува овој дел, овој режим на сигнализација. Ние мислиме дека може би е поспор во моментов, меѓутоа очигледно се покажува дека на овој дел на градот кој што го има и најбезбеден. Така да останатите премини се уште се водат одредени разговори. Они ценат дека со ставањето на Андреевите крстови дека се задоволуваат европските стандарди. Нашето размислување сосем малку поинаку, дека треба уште плюс нешто да се вложи во однос на безбедноста. Јас мислам дека ќе наидеме на заедничко разбирање. Поради реконструктивните зафати на стариот мост, сообраќајот денеска и утре се пренасочува преку мостот Јемиџи, попознат како Нов мост. Токму овде пак се очекува и следната реконструкција на железнички премин. Објавен е конкурсот за стипендирање на талентирани ученици и студенти од страна на општина Велес. Вкупно 16 талентирани кандидати ќе добијат средства кои ќе ги обезбеди локалната самоуправа, од кои 8 се ученици од средните училишта, а 8 се студенти од 2, 3 и 4 година од студиите. Висината на средствата кои учениците ќе ги добиваат е по 1000 денари месечно, а студентите пак ќе добиваат по 2000 денари месечно. Право на учество на овој конкурс ќе имаат само жителите на општина Велес, затоа што ова стипендија се однесува само на жителите на нашата општина. Конкурсот ќе биде отворен на 10, а ќе трае до 30 октомври 2013 година. Ќе бидат информирани сите училишта, ќе бидат информирани и вие медиумите, ќе бидат информирани и родителите, и сите наши талентирани ученици, сите наши вонредни ученици, сите оние кои постигнуваат посебни, кои постигнуваат несекојдневни резултати, кои изразуваат различни форми на талент, ќе може да добијат оваа скромна, но се надеваме вистинска помош за нив. За добивање на општинската стипендија, заинтересираните ученици треба да имаат постигнато континуирано одличен успех. За студентите пак еден од условите кои треба да го исполнуваат е минимум 9 постигнат просечен успех. Сепак, ова не се единствените услови кои заинтересираните кандидати треба да ги приложат до комисијата. Комисијата ќе има развиено посебна програма за евалуација и условите кои тие треба да ги исполнуваат е да бидат одлични ученици, да имаат потврда за објавувани научни трудови, да имаат препораки од наставниците и од менторите, да имаат препораки од наставничките колегиуми, потоа треба да имаат и потврди за личниот доход и приход кои нивните семејства го исполнуваат. Ќе треба да напишат и еден есеј на тема како би помогнал на твојата заедница како иден експерт и треба секако да покажуваат вонредни резултати во поглед на републичките, регионалните или светските надпреварувања во полето за кои ние ќе процениме дека ти имаат талент кој заслужува да биде стипендиран. Стипендијата кандидатите ќе ја добиваат 9 месеци во годината. Со цел да се зголеми бројот на стипендирани ученици, советниците се откажаа од дел од репрезентацијата. Со тие средства, наместо по 3 ученици и 3 студенти, оваа година ќе се стипендираат вкупно 16 кандидати. Кои сме ние да и пркосиме на природата за да оствариме личен профит? Нутриционистите во жестока борба против генетски модифицираната храна. Нутриционистката Цвета Динева од СД Диет клубот вели дека целта е да се постигнат поголеми приноси, но и да им се продолжи векот на траење на одредени култури.
се прави таа генетска модификација, да речеме на една култура како што се вика пченка. И се додава одредени гени од, пазете, не друго растение, туку од животно, конкретно од риба лист, се додаваат гени токму на пченката, за да и се продолжи рокот на траење. На, да речеме, компирите. Компирите, некои видови на компири, значи зборувам генерално, на некои видови на компири исто така им се додава пак гени од медуза, за да светат ноќно време кога нема доволно вода, да даваат аларм дека им недостига вода. Хранејќи се со генетски модифицирана храна, животните подоцна повеќе од сигурно ефектите од ГМО ќе му ги пренесат на човекот преку исхраната. Динева, иако секојдневно обкружена со луѓе кои бараат совет за здрава исхрана, и понатаму смета дека населението во земјава недоволно е едуцирано за тоа кои се ефектите од конзумирањето на генетски модифицирана храна. Генетски модифицираната храна е наречена и храната на Франкенштейн. Можете да замислите, мислам, под каков наслов се води оваа храна во одредени публикации и така натаму, но не е далеко и од вистината. Нашето население, јас сметам дека не е доволно едуцирано за овој проблем во однос на генетски модифицираната храна. Општо земено сметам дека за здравата исхрана, за хигиената на исхрана треба да се учи уште во предучилишните установи, во градинките, па во училиштата, во ниските одделенија, па и понатаму. Значи, мораме ние да развиваме една култура на исхрана, да знаеме што е она што го одржува нашето физичко и ментално здравје. Владата реши да ги повлече правилниците за условите и постапката за издавање одобрение за ставање во промет на генетски модифицирана храна, а донесени од Агенцијата за храна и ветеринарство. Истите требаше да стапат на сила од вчера, но еколошките друштва наидоа на голема поддршка од страна на населението во спречувањето на реализацијата на ваквата идеја. Вице-премиерот Ставревски истакна дека во оваа фаза ќе биде направено она што го бара јавноста. Отворениот конкурс за компјутерски цртаж зближи училиште од Македонија и Бугарија. Компјутерското училиште од Хасково, Бугарија, учествуваше на конкурсот на основното општинско училиште Рајко Жизифов за компјутерски цртаж, насловен Да растеме заедно, и ги освои наградите во сите три категории. А предходно на нивниот конкурс, ученици од училиштето од Горно Оризари пак беа наградени за нивните компјутерски цртажи во Бугарија. Кога се запознавме, станавме пријатели. Од кога се запознавме, станавме пријатели. Бевме поканети да учествуваме на конкурсот Растеме заедно и сме радосни што сме сега нивни гости. Добивме награди за кои сме благодарни на организаторите, како и за гостопримството и за се она што направија за нас и нашиот престој овде. И за посреща. Компјутерскиот цртаж е техника која е доста застапена во основното општинско училиште Рајко Жизифов, па така, интересот за ваквите конкурси е доста голем. Не само од нашето училиште, значи конкурсот беше објавен на интернет, има увид и другите училишта, не само од Република Македонија, него и од цел свет да го видат. И задоволство ние што учествува и останатите градови од Република Македонија кои што се наградени. Имаме преку 150 цртежи испратени на овој конкурс и се надеваме дека ќе порасне во традиција понатаму. На конкурсот на училиштето Вале пред неколку месеци тројца ученици од Рајко Жизифов добија златен, сребрен и бронзен медал за нивните цртежи. Гостите од Бугарија велат дека соработката која започнала помеѓу училиштата преку нивните конкурси ќе резултира со повеќе заеднички активности, а се размислува и за распишување на заеднички конкурс за компјутерски цртаж. Вкупно 8 кривични дела регистрирала Велешката полиција во изминатата работна недела. Од нив едно кривично дело разбојништво, 2 дела тешка кражба, 4 дела кражба и едно кривично дело за грозување со опасно орудие при тепачка или караница. При извршените кривични дела, тешка кражба и кражба, најчесто била одземена техничка стока. Во наведениот период на подрачјето на полициската станица биле регистрирани вкупно 8 нарушувања на јавниот ред и мир. Од нив едно нарушување омаловажување службено лице при вршење работа од безбедноста, едно нарушување учество во тепачка и 6 нарушувања на јавниот ред и мир со физички напад. Од 27 до 29 септември, 2 часа по полноќ, полициски службеници извршиле контроли во угостителските објекти лоцирани на градското подрачје.
При контролите не биле констатирани никакви прекршоци ниту кривични дела. Изминатата седмица полициската станица за безбедност на сообраќајот на патиштата регистрирала вкупно 7 сообраќајни незгоди. Од нив 5 биле во населено место, а 2 надвор од населено место. Реализирана е една акцијска контрола од областа на почитувањето на законските одредби од Законот за безбедност на сообраќајот на патишта и Закон за возила. При тоа биле констатирани повеќе прекршоци. Во деновите од викендот, полицијата регистрирала 3 кривични дела кражба, едно кривично дело за грозување со опасно орудие при тепачка или караница, 5 нарушувања на јавниот ред и мир и 2 сообраќајни незгоди. Октомври да биде месец на насилството во Македонија. Ово го порачуваат неколку невладени здруженија од земјава, кои ги повикуваат возрастните лица, вклучувајќи ги и новинарите од земјава, да се приклучат кон иницијативата за прогласување на октомври за месец на насилство и месец на помалку гледање и презентирање негативни содржини во медиумите. Во Македонија и во светот генерално се забележува отсуство на позитивен вредносен систем. Родителите се почесто поголемиот дел од времето го минуваат надвор од домовите во потрага на екзистенција. Другите се борат да го зачуваат своето работно место или да дојдат до подобро. Правилата на игра најчесто се нечесни. Возрастните секојдневно се соочуваат со голем стрес, лоша комуникација и конфликти. Стресот родителите го носат дом и го пренесуваат на своите деца. Тие пак, бидејќи се под влијание на лошиот контакт со родителите, се препуштаат на цртани видеоигри, кои се полни со погрешни предности, филмови полни со насилство, лоша ТВ програма и лесен пристап кон порнографски содржини, стои во повикот на невладините организации. Според иницијаторите, денес децата растат во гневни млади личности, без изграден интегритет, без сознание за морален вредносен систем. Сметаат дека со учење, со читање книги, разговарање, дружење и вежбање се создаваат здрави млади луѓе, кои можат да го водат светот кон подобра иднина.